Галопирачкиот развој на комуникацијските технологии е еден од предусловите за се поголема изложеност на децата на интернет просторот, а со тоа и на секако вид на информации кои ги има таму. Како и секој развој и оној на комуникациите, освен многуте позитивни страни, има и своји помалку позитивни страни, особено за децата, кои на се помала возраст почнуваат да го користат интернетот за комуникација, учење, барење информации, забава, игра. Добар ден, јас сум Тамара Грнчаровска и во денешниот нуклеус на промени ќе го отвориме прашањето: безбеден ли е интернет просторот за децата? Според паневропското истражување за квалитетот на информациите што ги нуди интернетот, 32% од децата од 9 до 12 години сметаат дека таму нема доволно добри работи за нивната возраст. Статистиката на Европската унија покажува дека во 2010 година секој четврто од 10 деца со посредство на интернет било изложено на комуникација со лица кои претходно не ги знаеле, па дури оствариле средба со нив. Истражувањата покажуваат дека децата, освен на злоупотреба на личните податоци со посредство на интернетот, изложени се и на кориснички информации кои промовираат анорексија, самоповредување, употреба на алкохол и дроги, самоубиство, сексуални содржини, насилство. Во низата закани кои ги демнат децата од интернетот и трговијата со луѓе која преку новиот медиум се повеќе зема зама во регрутирањето на нови жртви. Европската унија соочена со ова, но и со податокот дека 75% на деца од 6 до 17 годишна возраст користат интернет, во мај годинава усвои Европска стратегија за подобар интернет за децата. Колку троши вашиот стар принтер на 100 копии? Запознаете го двократниот добитник на наградата за најдобра продуктна линија за 2011 и 2012 година. Од 2 до 4 пати поголем капацитет на тонерот за поквалитетна и поевтина копија. Целосно решение за вашиот бизнис, професионална поддршка и сервис. Еви Интернационал Трейд. Лице в лице. Регионален уличен магазин кои ви го продаваат најзагрозените категории луѓе во општеството. Половина од продажната цена оди на нивна сметка. Благодарноста за тоа на вашата. Втората половина го гради системот кој им помага да се тргнат од улица. Лице во лице е проект кој неминовно мора да се поддржи од сите нас. Неминовно мораме да не заборавиме дека сме луѓе, дека сме тука да си помагаме и да си подаваме една рака една на други. Токму поради тоа го поддржувам безрезервно овој проект и се надевам дека сите тоа ние во Македонија ќе го направиме. Лице улице поддржавам jer деца кои раде на овом проекту треба да добију поддршку од свих нас, да се труде и желе да направи лепше и боље друштво за све нас. Затоа што само заедно можеме да изградиме подобро општество. Промоција на школка, градски парк, Скопје. Стратегијата на Европската унија предвидува политики како што се саморегулација на провајдерите на интернет услуги, финансирање на создавање на висококвалитетни интернет содржини наменети за деца и едукација на децата, родителите и наставниците за правилно и безбедно користење на интернетот. Македонија, водена од слични причини, но и следејќи ги европските трендови, подготвува национална стратегија за заштита на децата и младите од нелегални и штетни содржини на интернет. Со неја предвидени се создавање на органи и тела на 4 нивоа кои превентивно треба да ги заштитат децата од ваков вид на опасност. Големената употреба на интернетот кај нас доведе до потребата од стратегија за заштита на децата на интернет. Стратегијата има превентивен карактер, а од надлежната институција која ја спроведува вела дека периодов ќе има низ активности кои треба да ја подобрат информираноста за овој проблем. Постои мала информираност на родителите и на граѓаните за што им се случува на нивните деца. Посебна ризична категорија на граѓани се оние кои што родителите немаат познавања од информатички и комуникацијски технологии, а додека нивното дете е доста вешто и без разлика дали поседува компјутер со интернет дома, тој може да користи на школа, може да користи по бесплатните интернет клубови и таа е една ризична категорија каде што за нас ќе биде една приоритетна категорија да се информираат тие родители
како да уочат доколку нивното дете комуницира со некој повозрастен од другата страна. Европските земји веќе ги направија потребните чекори за заштита од ваквиот вид на злоупотреба на деца. Кај нас почетните чекори се со неколку проекти на граѓанскиот сектор, додека националната стратегија треба да делува посеопфатно. Можеме да видиме дека се повеќе, посебно млади луѓе, секојдневно се на интернет, ги користат современите алатки, но искуството кое што го имаат западно развиените земји укажува дека е време да се направи една стратегија за да се информира јавноста за ризиците кои што се сносат со овие нови интернет алатки. Дел од документот е и воспоставување на телефонска линија на која ќе се пријавува злоупотреба преку интернет, како и легислатива за интернет провайдерите за филтрирање на содржините. Очекувањата се во соработка со невладиниот сектор, државните институции и академијата да се направи една добра стратегија, каде што ќе има голем број на обуки за граѓаните, голем број на обуки за учениците и студентите и да се афирмираат современи алатки кои што се достапни за секој граѓанин во светот, каде што ќе можат родителите да ги блокираат несаканите веб страници за своите деца. Официјалните податоци кажуваат дека за помалку од една година на 403 IP адреси во Македонија симнале 4300 клипови со детска порнографија и дека 25.000 клипови на интернет се со ксенофобична или националистичка содржина, а оти со пребарување на зборовите тепачка или ќотек, од Македонија на интернет се поставени повеќе од 300 клипови, а исто толку има и со содржина на малтретирање. На интернет можат да се најдат 41 милион изрази на пцости и лоши зборови, напишани со кирилично писмо и околу 106 милиони такви изрази со латинично писмо. Но свесни ли се родителите за тоа? Интернетот е корисен медиум за сите, но постојат реални опасности во кои најмногу страдаат децата. Младите едва прават разлика помеѓу вистинскиот и онлайн животот. Во ерата кога технологијата е се повеќе напредна, а децата се повеќе време поминуваат пред компјутер, бевме испровоцирани да поразговараме со нивните родители. Што нивните деца најчесто прават кога се во интернет мрежата? Најчесто гледа филмови, си игра игрици и ако добие нека училишна задача нешто да пребарува во врска со училиштето, а исто така бидејќи многу го интересираат и невисните тела, знае често пати да пребарува и во врска со тоа. Кога разговаравме на оваа тема, мене навистина ми се отвори едно тоа прашање дали навистина е безбеден интернетот за нашите деца. Јас како родител го немам тој проблем кај моите две девојчиња се уште, меѓутоа и тоа како се запрашав и ги поразговарав со X родители дали навистина имаат проблем. Ми имаме проблем со воопшто со кај младината со интернетот, премногу информации на интернет, премногу достапни информации на младите деца без ограничувања и може кој сака, на која возраст сака да гледа, премногу отворен Facebook, премногу пласирани фотографии на тие, можност за пласирање на фотографии, отворени да може да ги гледа секој. Гледа видеоигри, значи сака да игра видеоигри и она што му е потребно за наставата, обично вадиме некои одредени потребни материјали, ама заеднички. Запознаени со интернет светот на многу млада возраст, децата честопати знаат многу повеќе за огромните тајни кои интернетот ги нуди отколку што нивните родители некогаш ке дознаат. За да нема грижи, редот и правилата се состојат од стоење на родителите од страна и надгледување врз децата во опасниот интернет свет. Кај нас дома компјутерот не е сокриен, е на видно место, кодови нема, веројатно ова е повод да размислиме можеби и за такво нешто и одлична идеја да ги затвориме тие недостапни моменти на компјутер, но за сега немаме кодови, ама е отворен компјутерот, секој може да го види во секое време. Компјутерот се наоѓа при рака ние тука во дневната соба и секогаш сме или јас или сопругот мој го надгледуваме. Ние кога не сме дома, тој воопшто не го ни вклучува компјутерот, бидејќи секогаш е со некого. Само кога сме ние дома го гледа. Компјутерот во нашиот дом стои во дневната соба, каде што секогаш можеме јас или сопругот да имаме увид што нашето дете гледа и исто така научен е да прашува дали смее да гледа или да отвори некоја страница, барем сега за сега. Родителите мора да бидат предпазливи и одлучни, да пронајдат точно што нивните деца деноноќно прават на интернет
И доколку не сакаат да стојат над глава, да користат некој интернет филтер или мониторинг програма, со што би дознале на кои веб-сајтови нивните деца го минуваат времето. Бидејќи расте, би сакала да имам заштита, затоа што податоците и сите овие работи што ги кажавте, ако не се сокриени, може да дојде до контакт некој со него, па да биде и злоупотребен. Морам да признам дека не знам, но би се информирала радо и тоа би било добре дојдена информација за мене како родител и покрај тоа што се уште немам проблем со тоа, но сигурна сум и за другите родители исто така. Приказната ќе завршиме со апел до децата, како не би требале да се впуштаат во комуникација со луѓе кои лично не ги познаваат. Ако тоа го направат, а се заклучи дека таа личност од нив бара нешто непримерно или невообичаено, треба да се обратат кај своите родители. Во Македонија досега се спроведени неколку проекти од граѓанскиот сектор за поголема едукација на децата и наставниците за безбеден интернет. Фондацијата Метаморфозис досега има реализирано 3 такви проекти, во рамките на кои биле вклучени повеќе училишта во Македонија. Водичот за заштита на приватноста на Facebook, наменет не само за деца, туку и за повозрасните, е дел од активностите на Метаморфозис и целта му е да укаже на начините за заштита на личните податоци на Facebook профилите, бидејќи најголемата закана за децата доаѓа токму поради злоупотребата на нивните лични податоци и информации на интернет. Првата иницијатива за заштита на правата на децата и нивната безбедност на интернет кај нас доаѓа токму од граѓанскиот сектор. Преку проектот CRISP се направија обуки за деца, за родители и за наставници, едукативни видеа и игри, како и прирачници со кои што се развива свесноста за овој проблем. Децата кои што се на помала возраст не треба да оставаат премногу информации кои што можат да ги идентификуваат. Подобро е да не оставаат цело име и презиме, значи да не пишуваат во кој училиште учат, каде живеат, за да не може евентуално да бидат жртва на некој демнач на интернет, какви што случаи знаеме дека постојат. Таа посочи на едно минатогодишно истражување кое покажало дека над 90% од децата имаат компјутер во својата соба, наспроти останатите кои рекле дека компјутерот им е поставен во дневната. Она што е важно е во никој случај да не се заборави да се остварува редовен контакт со децата во врска со нивните активности на интернет. Значи, доколку веќе компјутерот стои во нивната детска соба, тогаш родителот мора од време на време да проверува што детето прави. Понекогаш може дури да најде на содржина која што не сакал да ја види, може да се почувствува виновен, значи има разни порнографски содржини кои со еден клик може особено негативно да го изненадат малолетното дете. Така што родителот мора да прашува, да биде во постојан контакт со детето во врска со неговите интернет активности. За најмалите деца секако не се препорачува и понатаму да бидат оставени сами на себе, значи дури треба заедно да ги креираат профилите. Првата детска амбасада во светот Меѓаши, која веќе 20 години се залага за правата на децата, посочува дека сите мора да ја добијат соодветната едукација и да бидат свесни за ризиците кога станува збор за употребата на интернет. Но што нас понекогаш не загрижува што родителите отвараат профили на своите деца на Facebook со несоодветна детска возраст, а децата од љубопитност и наивност наседнуваат на одредени провокации. Имало случаеви кога педофилите се пријавувале како нивни врсници, дури закажувале средби на одредено место, децата одбегнувале да ги споделат овие информации со најблиските и децата биле жртви на вакви педофилски скандали од страна на возрастни луѓе кои им се доближувале и освојувале довербата на децата и така воспоставувале контакт со нив. Тој додава и дека преку СОС телефонската линија 0800 1 22 22 се соочувале со голем број поплаки за злоупотреба на деца и на нивните податоци на социјалните мрежи. Никако децата да не оставаат лични податоци, да не споделуваат фотографии кои може да ги компрометираат во социјалните мрежи, а исто така наставниците да имаат поголеми знаења од современи комуникацијски системи за да можат соодветни градива наставниците да им ги дава за децата на вистина креативно да го користат компјутерот за секое дете во училиште на соодветен начин за надградба на нивното образование. Упатените потенцираат дека Европа прави иницијативи на оваа тема, а тие полека се реализираат и во земјава. Вистинските резултати би дошле кога на проблемот ќе му се постапи од различни страни.
Експертите кои го следат развојот на интернетот се на став дека се она што се случува во реалниот живот се пренесува во виртуелниот свет. Според нив, клучната работа која треба да се направи за заштита на децата е целосно вклучување на родителите на општеството во борба против негативните појави кои можат да се јават таму, но институционална борба со засилување на казнени мерки за злоупотреба на интернет просторот. Вези ке мене на Фейсбук и избриши го тој коментар. Ке може? Па не ти ја знам озинката. Да, знам дека немаш мој пасворд, но веднаш кога те го пратам по SMS порака. Македонија е една од ретките држави во светот каде Фејсбукот е прв на листата на посетувани интернет страници, додека во светски рамки тој е пребарувач од Google. Овој податок самиот за себе може да се третира како занимливост, но доколку се стави во пошироката слика на злоупотреба на интернет просторот, особено за децата, тој може да укажува на постоење на голема закана за најмладата популација во поглед на заштитата на нивните лични податоци и информации. Министерството за внатрешни работи неодамна излезе со податоци за злоупотреба на интернетот, за педофилија, за промовирање на насилство, за недолично однесување. Но знаеме ли реално колкави се размерите на овој проблем во Македонија? Според она што го читаме, постои во голем размер, но она што е клучно. Дури да има изолирани случаи, треба да се преземат мерки, бидејќи заштитата на децата мора да биде приоритет. Регулирањето на заштитата на децата на интернет исто така треба да биде приоритет. Бидејќи станува збор за сфера, односно станува збор за ранлива група, не сметам дека треба да се чека да оди во пошироки размери, ниту пак сметам дека клучно треба да бидат бројките. Значи клучно е дека тоа е негативна појава, тоа е појава која што се јавува врз ранливи групи и дефинитивно треба да се превземат мерки. Една од клучните мерки според Кордалов е едукацијата и тоа на сите групи, на децата, родителите, наставниците, педагозите, психолозите, сите оние кои треба да се вклучат во решавањето на проблемот и да влијаат. Како никаде на друго место, всушност ова е сфера во која што едукацијата е многу важна, затоа и Европската комисија има низа на кампањи кои што ги превзема во насока на информирање, односно спречување на педофилијата и заштита на децата на интернет. Во спречување негативните појави од интернет просторот да влијаат врз децата, клучна улога треба да имаат родителите. Токму тие мора да го следат и знаат сето она што го прави нивното дете, односно малолетникот, бидејќи тоа се процеси кои што се случуваат само доколку отсуствува таа родителска грижа, внимание, кој што се посветува на детето и така натаму. Со еден збор, дури самите социјални мрежи како што е Facebook, например дозволуваат активирање и влегување во тој простор само со наполнети 13 години, но да бидеме реални, многу од децата едноставно го фингираат, го лажат тој податок и пишуваат дека ја сполнуваат возраста, всушност се далеку помали. Значи, родителите мора да разговараат, значи не одна брутално да следат, меѓутоа да внимаваат и да разговараат со нив, со што се сретнуваат, да им ги објаснуваат појавите аналогно на возраста. Но освен родителската грижа за заштита на децата од интернет злоупотреба, треба да се грижат и институциите, поточно да си ја вршат својата работа и да се борат против негативни појави како што е педофилијата, говорот на омраза на интернет и сите други форми кои можат да донесат негативни појави во реалноста. Улогата на државата е неспорна, бидејќи мора да регулира и да помогне на родителите да овие појави се означат дефинитивно како незаконски, за да може да се создаде нови баланс и децата не наседнуваат и да не влезат во мрежата на некои негативни појави преку интернет. При тоа треба да се преземат стратешки кампањи кои ќе дадат поддршка на овој процес и ќе го надополнат механизмот на правно регулирање и санкционирање за ваков вид на злоупотреба. Во таа насока се и стратегиите за справување со овој проблем кои ги освојува Европската унија, европските држави, вклучително и Македонија, а за кои Кордалов смета дека се корисни и се потребни, особено ако бидат потоа применливи и дадат ефекти во реалноста. Се надевам дека оваа работа ќе се развива во позитивна насока, дека Македонија ќе го следи европскиот пример, дека ќе ги прифати сите тие стратегии, дека на крај ќе имаме една регулирана сфера која што нема да биде само мртво слово на хартија, но ќе биде остварливи во реалноста и ќе даде придонес во борбата против опасностите кои што демнат на интернет.
Во кривичниот законник на Македонија постојат 38 кривични дела што може да се направат на интернет, меѓу кои детска порнографија, онлайн додворување, демнењето, говорот на омразата, но без јакнење на критичкото размислување кај децата, без поголема родителска контрола за користењето на интернетот од страна на нивните деца, ниту едни санкции и мерки нема да може да ја надокнадат штетата која погрешните и лоши информации може да ја нанесат на детската психа на цели генерации млади луѓе за кои виртуелниот свет се почесто станува замена за реалниот. Колку троши вашиот стар принтер на 100 копии? Запознаете го двократниот добитник на наградата за најдобра продуктна линија за 2011 и 2012 година. Од 2 до 4 пати поголем капацитет на тонерот за поквалитетна и поевтина копија. Целосно решение за вашиот бизнис, професионална поддршка и сервис. Еви Интернационал Трейд. Лице в лице. Регионален уличен магазин кој ви го продаваат најзагрозените категории луѓе во општеството. Половина од продажната цена оди на нивна сметка. Благодарноста за тоа на вашата. Втората половина го гради системот кој им помага да се тргнат од улица. Лице во лице е проект кој неминовно мора да се поддржи од сите нас. Неминовно мораме да не заборавиме дека сме луѓе, дека сме тука да си помагаме и да си подаваме една рака една на други. Токму поради тоа го поддржувам безрезервно овој проект и се надевам дека сите тоа ние во Македонија ќе го направиме. Лице улице поддржавам jer деца кои раде на овом проекту треба да добију поддршку од свих нас, да се труде и желе да направи лепше и болje друштво за све нас. Затоа што само заедно можеме да изградиме подобро општество. Промоција на школка, градски парк, Скопје. Пред да се одјавиме, да видиме кој беше патникот на денешното издание на квизот EU Такси, овозможено од такси компанијата Глобал, и дали ги знаеш одговорите на прашањата поврзани со Европската унија и македонското евроинтегрирање. Секако пропозициите се познати. 5 прашања, 2 џокери, повикај го EU инфоцентарот или пријателот и можноста да се откупи знаењето на водителката. Добро вечер. Каде одиме? До Трговски. Добро. Добро вечер уште еднаш. Јас сум Катерина. Јас сум Саша. Саша, драго ми е. Одејќи кон градскиот трговски центар, за каде го повикавте Глобал Такси, сте учесник во EU Такси. Тоа е квиз на тема на Европската унија. Првично, дали се согласувате? Се согласувам. Ова ми се случува прв пат. Така? Одлично. Не својствено, секојдневно. Дали сте изненаден? Пријатно? Да, пријатно изненаден. Тоа е најважно. Не се случува секој ден. Супер, баш ми е драго. Почнуваме со првото прашање. Првото прашање за господинот Сашо е која е химната на Европската унија? United Europe, Ода на радоста или Ода на различност? Ода на радоста. Ода на радоста е точниот одговор. Господине Саша, одговоривте точно на првото прашање. Благодарам. И со тоа се добивте со 50 поени. Благодарам. Одиме на второто прашање. Второто прашање за господинот Саша е следно. Во 1951 година, ќе ве потсетам, 6 земји: Германија, Франција, Италија и земјите на Бенелукс формира една заедница, тоа е Европската заедница за јаглени чели, а нешто подоцна формира уште една заедница, Европската економска заедница. Господине Сашо, во која година е формирана? Во 1960-та, 1968-та или 1957 година? 1957 година. Го знаете, точно. Точен е и вториот одговор на господинот Сашо. Од првото 50 и второто 70 ступно 120 поени до сега. И продолжуваме со следното прашање. Кој македонски писател ја доби Европската награда за литература? Дали знаете? Дали е Петре Андреевски, Гоце Смиревски или Никола Маџаров? Петре Андреевски.
Дали сте сигурни или ќе користите некои од џокерите кои што ви ги напоменав на самиот почеток? Би користел џокер, значи би го искористил вашето знаење. Добро. Моето знаење е дека Гоце Смилевски освои награда за литература за книгата Сестрата на Зигмунд Фройд. Тоа е точниот одговор. Четвртото прашање, која е најголемата земја членка на Европската унија по свој број на жители? Па не знаете. Германија. Точен одговор. Германија со своји 82 милиона жители е најголемата членка на Европската унија со најголем број на жители. Точен е одговорот на четвртото прашање, а петото за господинот и последно за господинот Сашо е која земја членка досега последна го прифати еврото како своја валута? Мислам дека е Германија. Вашиот одговор не е точен, а овде и завршуваме воедно со овој квиз. После петото прашање, точниот одговор на петото прашање е Естонија. Естонија влезе во 2004-та, а официјално ја го прифати еврото како своја валута во 2011 година. Благодарам, тоа не го знаем. Информација плюс учествувајќи во квизот. Благодарам за вашиот позитивен став за учество во квизот. Благодарам. Ви го врачувам вашиот ваучер. Таму имате детали за наградата. Ке можете да се ја подигнете. Благодарам. Благодарам и на вас. Беше. Исто. Пријатно и секој добро. Пријатно. Денешниот нуклеус на промени го завршуваме тука. Гледајте не идната недела во 17:50 часот на програмата на Алфа телевизија. До тогаш ви посакувам се најдобро.